Младите бегаат од земјоделство. На нивите, во воштарниците, пошталите, речиси и да ги нема младите земјоделци. Необработените површини се зголемуваат, а селата постепено згаснуваат. Нема кој да ги замени постарите земјоделци, бидејќи младите се почесто размислуваат мотиката да ја заменат со подобра и поисплатлива работа во странство. Земјоделието сака ангажирање. Ние младите веќе не се ангажират, тие генерации по-возрастните се уште обстојуват, работат. Младите веќе не зборуваат за земјоделие и не мислат да работат. Мислам треба нешто да се обрне внимание, да се од една страна да се посоветуват, од друга страна да се најде решение веќе, шо убаво поле, шо убаво место, за да биде сето изорено, дотерано, која нема кој да размислува и дојдени сме на нула, што се вика. Иако државата ги зголемува средствата за субвенции, Јанкулов смета дека доколку се реши проблемот со имотно-правните односи, поголем број земјоделци ќе добиваат субвенции. На тој начин, според него, младите ќе имаат поголем мотив да станат современи фармери. Државата стварно уложува, дава се убаво субвенции, ама сепак има проблем што не е решен и тука мислам многу штетно се одразува на земјоделието. Од 100 домаќинства, 20 домаќинства немат решено имотно-правни односи. Значи од татко на син префрлено. Другите се сите тие не примат, немат, работат земјоделие, а немат субвенции. Само кај тутуно има на сите, некако снаваѓаат се, добиват субвенции од државата. Другите, тие да речеме од 100 куќи, 80 немат субвенции, у загуба не може да работат и пропаѓат. Сега да речеме, ако државата проба да го реши проблемот за имотно-правните односи, да префрля од татко на син, со некои мали давачи, и тоа е неподносливо да го истрпе едно сиромашно семејство. Ако се реше проблемот, мислам, за многу ќе тргне земјоделието. За многу. Не е сега од државата веќе проблемот. Ние се снаоѓаме секој на свој начин, произведеш, продадеш. Ама сепак кога ќе има некоја поддршка, ќе може некој да размислува за повеќе да работи и млади да ангажираме. Не се ние возрастите работиме, младите веќе дури смешно ако му речеш оди да земјоделие да работиш. Од друга страна продолжува државната поддршка за младите земјоделци. Само за оваа година предвидени се 1 милион евра за почнување стотина агробизниси. Дел од земјоделците ја поздравуваат оваа мерка и се надеваат дека на тој начин ќе ги задржат своите деца во родните места. И тоа е една од подобрите мерки, значи што се однесува во земјоделието за младите фармери. Колку ќе го прифатат, јас не знам, колку што гледам одзивот, така е најавата на телевизија дека е доста добар. Ама еве ќе ви кажам, значи јас планирам за мојот син да направиме една таква добра програма со тоа што не најповеќе средствата што ќе бидат што ќе бидат земени од државата повредни, туку некако да го врзам син ми да биде тука до мене, бидејќи и он полека почнува да гледа на страна, значи како тука нема финансите се мали, но така како ќе има нешто покрај кое он е негово и ќе почне за тоа да се грижи, се надевам дека ќе остане тука покрај мене, бидејќи уште тоа не ни фали во денешно време. Мислам јас дека тука треба да се потенцира и тука треба поголем дел од парите да се пренасочат во такви агромерки за млади бизниси, да можат тие да набават механизација, опрема, да станат самостојни. Значи во тој дел едноставно го вразувате и веќе тоа останува тука и почнува да размислува како понатаму да произведува, што да произведе, што ќе му придонесе на тие млади. Значи такви мерки се стварно добро дојдени во земјоделието. Младите фармери се движечка сила која треба да го води земјоделскиот сектор кон развој, сметаат земјоделците. Според нив, можностите што им се нудат преку мерките на државата се добри, но тие чувствуваат потреба од поголема поддршка.